Ценети екселенции, дами и господа, добра вечер. Вечерва го одбележуваме 30 годишниот јубилеј од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Северна Македонија и Данска, Шведска, Норвешка и Финска. Нема подобар начин да се одбележи овој голем јубилеј од заедничкото прославување на денот на Света Луција. Изминативе 30 години, секоја од вашите држави, засебно, но и нордискиот регион во целина, служеа како позитивен пример не само за македонската држава и општество, туку и за југоисточна Европа. Наспроти хроничните балкански расправи и блокади, вие во континуитет ја нудите нордиската парадигма на соработка и интеграции. Вашата поддршка за нашите европски интеграции не е само декларативна, туку и многу практична, бидејќи директно и конкретно вложувате во владење на правото, социјалната правда и квалитетот на животот. Но за жал овој празник на светлината го одбележуваме во исклучително темни времиња на војни и страдања, на омраза и насилство, на помрачени умови и невини жртви. Корупцијата, социјалната нееднаквост и блокадата на евроинтеграциите се дел од нашите македонски предизвици. Во овој мрачен период има две личности кои со своите животи го имаат исполнето значењето на сопствените имиња. Првата личност е самата Луција, чие име доаѓа од латинскиот збор лукс, што значи светлина, светницата од југот на Европа, во чиј животопис ги препознаваме доблестите неопходни за да се издржат и најмрачните периоди, а тоа се солидарност кон сиромашните, сочувствување со маргинализираните, личен интегритет и отпор против неправдите. Втората личност е Даг Хамершелд. Името Даг доаѓа од старонордискиот збор што значи дневна светлина, миротворецот од северот на Европа. Како генерален секретар на Обединетите нации во 1953 година, пред точно 70 години, тој запиша: добрината е нешто толку едноставно. Секогаш да живееш за другите, никогаш да не ја бараш твојата корист. Издигнат на општествено ниво, овој принцип би значил враќање на општото добро и на јавниот интерес во центарот на општествениот и политичкиот живот. Драги пријатели, и покрај предизвиците, Северна Македонија мора да продолжи со реформскиот процес и со изградбата на функционална правна држава. Верувам дека и во иднина ќе имаме целосната поддршка од вашите држави на овој план. Се уште постојат и неискористени потенцијали за економска, образовна и културна соработка меѓу нас. Верувам дека односите на пријателство ќе продолжиме да ги развиваме во духот на заедничките заложби за демократска, стабилна, обединета и просперитетна Европа. Драги пријатели, во овие краишта постои изреката дека ноќта е најтемна пред зората. Да се надеваме, но и да продолжиме да работиме заедно за таа зора да изгрее час поскоро. И благодарам.